9 март, понеделник, добро вечер. Правда за Росица, правда за Ивана, правда за многу други мајки, девојки кои беа жртви на семејно насилство. Каде затајува системот за заштита и кој треба да понесе одговорност за институционалниот молк. Жената во македонското општество и како жртва на насилство, но и како жртва на стереотипи и предрасуди. Вчера беше 8 март, денеска 9, дали веќе избледеа 8-мартовските пораки. На оваа тема разговарам со жени кои доаѓаат директно од политиката. Во студиото мои соговорници од левата страна, Жаклина Пешевска, Унија на жени на ВМРО, ДПМН, добро вечер. Добро вечер и добро ве најдов. Мојата десна страна, Моника Зајкова, ЛДП, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. И Каја Шукова, Форум на жени СДСМ, добро вечер. Добро вечер од мене, благодарам на поканата. Ја вклучуваме во живо Арта Билјали Зендели. Велам добро вечер, Арта. Добро вечер, благодарам на можноста за вклучување. Да, од објективни причини не сте дел од студиово, но останувате на линија да ги продискутираме темите. Бидејќи имаме повеќе соговорници на овие веќе најавени теми, ќе одам со директни прашања во интерес на времето, за да можеме да исцрпиме и повеќе одговори. Пешевска, со вас ке почнам како представники на власта, прашањето е за сите. Вчера 8 март, фокусот сепак беше за жал на овој црн биланс на кој сведочиме не само од почетокот на оваа година, туку и минатата година. Жената жртва на насилство. Ги набројав само Росица и Ивана, но туку имаме пример со убиство во домот во Шуто, Оризари на жена. Имаме спалена и закопана жена. Сега ова што се случува, нели, со веројатноста за серискиот убиец, сето ова го ставам во тој корпус на насилство врз жените. Се интензивираше или сега дознаваме за случаи, и моето прашање во овој дел е, бидејќи ги профилиравме овие случаи од сите можни аспекти, дали во овој момент гледаме постапување на институциите, институционална одговорност и однос кон овие жртви? Да, за жал имавме убиства и во Куманово и во Кочани и некако се почесто во последно време слушаме за убиство на жени и се зголемува бројот на фемициди покрај солидната законска рамка. Овој 8 март помина во духот на смртта на мајка и на ќерка. Најтрагичното од се не е дека поминал 8 март во духот на самоубиството, туку дека изгубивме 2 млади животи. Јас секогаш говорам преку статистики, она со кое што се бавам како претседателка на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во собранието. Веќе имавме 2 јавни расправи, една надзорна расправа веќе е во план. Резултатите од извештаите ме загрижуваат од институциите, бидејќи сите институции што се релевантни, што го спроведуваат Законот за заштита и спречување на насилство врз жени и девојчиња, всушност покажуваат најголем број на причините за насилство не се пороците кои што се достапни секаде, претпоставувам има влијание и тоа, туку психичкото расстройство. И бидејќи бев присутна на првиот состанок на Националното координативно тело под раководство на министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски, го дадов, да речем, предлогот за мој еден вид заклучок, дека можеби во иднина ќе треба да размислуваме за национална стратегија за ментално здравје на граѓаните, затоа што ако не знам се движат 60, 70, 90 во делот на пороците, овие се за психичко расстройство околу 700. Добро. Тоа е загрижливо. Мислам, тоа е загрижувачки. Дали постапуваат институциите? Бројките на пријавување сега за насилство растат, значи пријавите растат. Сега друго прашање е колку тие се ефектуираат, колку се потоа повлечени и така натаму. Тоа не е суштинското прашање. Не е суштинското, но постапувањето е од она што можеме да забележиме. Дека, пример, во минативе 2 недели, да речем, еве, повторно преку статистики, се мора да зборуваме така, дека МВР поднело 21 кривична пријава за сторени 25 кривични дела во врска со семејно насилство, од кои што се 6 по брза постапка, 5 се за кривични пријави, од кои 3 за
нарушување на сигурноста и 2 за демнење. И сега видете се ако трнеме, јас сега можам да зборам и како законодавец и сведок на она што се случува во државата. Добро. Прво јавното обвинителство нели отвори може ли во вториот дел малку да видиме кој затајува од тие синџери за да дадеме вовет и на вашите колешки, добро, така? Добро, во ред, извинете. Да, едно по едно да можеме да исцрпиме. Зајкова еве во овој дел, значи конкретно моето прашање беше еве ги знаеме причините, ги профилираме, но она што јавноста еве сега ги чека на одговор е институционалното постапување и одговорност. Добре, јас првен морам да изразам жалење што чувствувам како да новива само жени да дебатираме темава, како да е тоа не знам женски проблем, што значи дека ние сериозно имаме проблем како општество ако не се вклучат и мажите во дебатата, за тоа што спротивно, значи ние го заслужуваме бронзениот медал за 3-та земја во Европа по број на убиени жени. И мислам дека сериозно треба да се превземат иницијативи, бидејќи мажите секогаш се еве на поклучни, нели доминантни позиции, дури и во партиите, ЛДП единствена партија каде што е предводена од жена, може да видиме на одредени иницијативи. Пример, во Исланд има иницијатива He or She, каде што мажите работат на статусот на напредување на жената, кај нас тоа не е така. Јас можам да забележам дека немаме посериозен општествен проблем. Бев јас дел од расправата која што беше организирана од страна на Министерството, но јас имам чувство дека ние секогаш постапуваме само откако ќе настане трагедија и јавноста ќе стане нели посензитивна на таа трагедија и после тоа како некако да поминува. Она што можам да забележам од таа расправа е самиот наратив беше дека треба да се координираме како да некој не спречува и се научивме тоа системот не чини, па институциите го сочинуваат системот, институциите се менаџирани од страна на луѓе, што значи дека некој не менаџира како што треба или не сака едноставно да ги посочи виновниците. И морам да забележам она што го напомена и колешката Жаклина, сметам дека фалеа представници од Министерството за здравство, Министерството за образование, не знам дали свесно не беа поканети или се направил пропуст. Ако е направен пропуст, тогаш очигледно не се познава доволно проблематиката, бидејќи образовно воспитниот процес е многу важен, како ние од најрана возраст ги едуцираме нашите деца да препознаат и пријават насилство и да реагираат дури на вербално насилство, што е особено изразито во периодот на адолесценција, но и кој се грижи за менталното и телесното здравје на жртвите. Зајкова, како пратеник, моето прашање беше во насока дали до овој момент случајот се уште нели во фаза на истрага, притворен таткото, конкретно за овој случај зборуваме сега. Па добро, еве, можеше да биде дека повторно институциите за тајле, за тоа што ние изгласавме и да нели се изгласа таму кривичниот закон, единствено оправдување за тој закон беше дека се менува и ќе постапува по пријава, но во последниот случај видовме дека 42 сати претходно имало пријава, но институциите не постапува. Добро, имаше и потврда нели од тие вонредни инспекцијски надзори дека сепак во Центарот за социјална работа ова семејство имало досие по 2 основи најмалку и за насилство и за дека дури по новиот закон полицијата можела, односно обвинителството можело по службена должност да постапи, бидејќи самата полиција не може да каже жртвата се откажала од пријавата, бидејќи има должност да процена ризик на ситуацијата, да испитаат соседи, да видат телефонски разговори и ред други работи кои што им стојат на располагање да заштитат жртвата. Шуковам, имавте атак од власта, вие одржавте во пресред на 8 март пресконференција. Предизвика реакции, поделени во јавноста. Некои ве обвинија дека политички сакате да поентирате од една ваква трагедија. Некои велат дека тоа е демонстрација на опозиција во однос на актуелни состојби и премиерот Мицкоски ви порача малку да имате компас што правите во смисла да не правите вакви политички поентирања на човечки судби. Тоа не е политичко поентирање на човечки судби, тоа е секако глас против она што се случува, не само сега, се случува поодамна. Статистиките ги спомена Жаклина, ги имам и јас. Во 2025 година повеќе од 5000 пријави има за насилство. Дали е тоа физичко или е психичко, најмалку е битно, бидејќи многу случаеви има и се повеќе има. Не знам зошто кога една политичка партија, особено форумот на жени,
ќе презентира еден ваков прес, по кој што сака да го изрази своето незадоволство од слушувањата, се гледа на таков начин. Впрочем, и ние сме граѓани. Прво сме граѓани на оваа држава, потоа нели секој по своја желба и член на политичка партија, ако сака, и таму го изразува своето политичко делување. Оно што нас многу ни смета, и смета и на целата јавност, се смета на секој граѓанин и мене како граѓанин, како поединец, а потоа како председател на форум на жени на СВСМ, е затојувањето на институциите. Ова е проблем со кој што се соочуваме подолго време и во случајот овој актуелен посебен случај, најтрагичниот да речем, иако сите се трагични, меѓутоа тука има и дете, секако покажува неколку аспекти кои што законот де факто ги регулира, меѓутоа институциите де факто не ги спроведуваат. Бидејќи проценката за ризик, која што е регулирана со закони, која што треба да ја прават институциите, особено оние што се центрите за социјална работа, во соработка секако со Министерството за внатрешни работи, а тоа го покажуваат извештаите сега последни што ги читавме на Државниот завод за ревизија, се прават минимално или да не речам воопшто. Во овој случај каде што пријавата е прва овие последниве 10 пријави, ја имаме од август 2025 година, сега излегуваат податоците во јавноста, а последната е на 5 март 2026 година, покажува дека не е направена проценка на ризик. Значи тука можела службата да реагира и по пријавите, ако се направила проценка и се видела дека ова последователно се повторува. Август 25, октомври 25, декември 25, јануари 26, јануари 26, февруари, март. Ме разбирате? Тука значи имала сериозна ситуација на која што требало да се реагира. И кога гледате како да речам како во Центарот за социјални работи, всушност и во Министерството за внатрешни работи, оние кои што директно се соочуваат нели со жртвите, има директен контакт. Ако гледате дека 10 пати во рокот 3-4 месеци една жртва пријавува и повлекува пријава, вие морате да направите проценка на ризик и по службена должност да реагирате. Значи институциите де факто не си ја завршиле својата работа. Имам подпрашање за ова, но сакам во овој дел да вклучиме и Билјали, ако не слуша во овој дел од дебатата. Да, еве еден став, значи една ваша оценка и перцепција на она што сведочевме за жал на последниот случај со мајката Ивана и ќерката Катја. Да, многу трагичен случај. Жал ми е за изгубените животи, но и за целата заедница, сите луѓе кои што бевме длабоко потресени од тој случај. Ако гледаме како реагираме на ова, за жал повторно може да заклучиме дека реагираме постфестум или постделиктум. Откако ќе се случи нешто, сите реагираме како и за многу други клучни прашања. И сега овде да беа во прашање добра, заштитени добра кои што може да се надоместуваат во ред. Меѓутоа станува збор за две изгубени животи кои што не можат да се вратат. Кој затајувал или кои државни институции не ја вршеле работата како што треба? Јас мислам дека тука има редица закони кои што во себе содржат редица државни органи кои во одреден момент можеа да постапат и беа должни да постапат, но за жал не постапуваа. Се надевам дека овој случај ќе служи како поука за поефективна примена први на Законот за социјална заштита, Законот за правда на детето, Законот за спречување и заштита од родово базирано насилство и семејно насилство, како и за поефикасна примена на кривичниот законник како круна на закони кои што треба да ги штити. Државните органи кои што се набројуваат, особено во Законот за спречување и заштита од родово базирано насилство и семејно насилство, се доста. Почнувајќи од Министерството за социјални работи, да. После Министерството има одредени надлежности Министерството за внатрешни работи. Ако не и заедно со Министерството за социјални работи, најјаки надлежности. Министерството, пошто имаме вклучено и дете, училиштето или Министерството за образование и наука, единиците на локалната самоуправа, медиумите и многу други институции кои што во одреден момент
треба да реагираат. Добро, Билјали, ве молам вака да ве потпрашам бидејќи сте на линија. Велите да извлечеме поука од овој случај, па ние требаше поука да извлечеме и од случајот за жал со Росица која ги алармираше надлежните институции, па девојката заврши како што заврши. И многу случајно денувиве, значи сосема случајно дојдов до информацијата дека има некои вработени во МВР кои дисциплински или нешто поведена постапка за непостапување во тој случај. Значи како јавност ние не видовме експлицитни одговори и отчет на надлежните институции, например дали во тој случај и кој го направил пропустот со Росица од Велес. Конкретно ве прашувам, секоја одговорност, веројатно сите се бориме да не генерализираме, туку одговорноста да има име и презиме. Според вас, веројатно сте правеле некои анализи во овој случај, каде може, каде треба да ја бараме одговорноста? Лично јас мислам дека Центарот за социјални работи и Министерството за внатрешни работи се најодговорни што дојде до ваков катастрофален исход на овој случај, бидејќи сега слушаме дека имало повеќе поплаки или повеќе пријавувања во кои што никој не постапувал. Со оглед на тоа што поплаките одат во полиција, таму е Министерството за внатрешни работи, а со оглед на фактот дека имало и дете, и Центарот за социјални работи неопходно треба да сноси одговорност. Билјали, останете ни на линија. Ја вклучив, но сакам Шукова кај вас да прашам. Главната поента на пресот беше и како опозиција барате оставка на Панче Тошковски. Останувате министер за внатрешни работи. Да. Останувате ли на таа позиција? Да, апсолутно, тоа не беше само еден прес, не знам дали, мислам дека јавноста следеше дека 4 дена се бараат, 4 дена поред, да се бараше, бидејќи сметаме дека една од институциите, впрочем и како што колешката кажа, се тие две, навистина тие две институции, едната е Министерството за внатрешни работи и другата институција се центрите за социјални работи, под ингеренција за труд и социјала. Закова вашата позиција во однос на овие две институции? Сега јас не сакам да го користам моментот политички тука како некој други виднаш да се расфрлам оставки, меѓутоа кај нас секаде во светот нели си поднесуваат не затоа што се кривично одговорни првите луѓе, меѓутоа поради моралната одговорност. Кај нас немањето морална одговорност некако го влече процесот и кон немање на кривична одговорност по тоа. Мора да се научиме да зиме презиме, но јас имам чувство дека ние постојано, знаете како правиме фестивали, да вземаме поука од случајот со Кучани, каде што се правеа нели еден куп обвинети, па делото кој знае како ќе заврши, секогаш се гледа ајде ако е некој наш да го заштитиме или ако не да правиме од тоа политички театар. Го напоменавте случајот со Русица, таму имаше 11 службеници така кои што не постапувале и беше директно кажувано дека жртвата во неколку наврати пријавувала дека полицијата не ги превзела сите законски мерки, дека не бил проценет висок ризик, иако обвинителството дало налог за слушање на телефонските комуникации и обезбедување на снимки од камери, истото не беше постапено. Дури и при времена мерка беше изречено и жртвата пријавувала дека се кршат мерките и дека сторителот се забранува, но ништо. И сега тука да, можеме да видиме дека е најдиректно засегнато, бидејќи полицијата е таа која што прва оди постапува на терен. И затоа сметам дека мора да се детектира кој ги чува тие предмети во филка, како ги чува се на расправата, кажа, во спротивно, навистина сите се соучесници во она што се случува ако не се одважат. Еве јас не знам докаде е таа постапка со тие 11 службеници, нигде не видовме во јавноста како се санкционирани, дали се санкционирани, што е превземено како конкретна мерка од страна на Министерството за внатрешни работи. Да, ако може одговор, пошто се отворија многу прашања, јас многу, пошто бидејќи сум долго време во собранието и долго време учествувам на овие дебати, многу ќе ми беше драго овие мои исти колешки кои што ги знам, иако еве кај е понова председателка небитно, да речам репрезентативците кои што ви доаѓаат во емисиите, да зборуваат толку гласно во минатите 7 години кога бевте на власт. Кога се случи девојката со пајакот, кога се случи убиството во Кочани и убиството во Куманово, само да знаете, прво не сум човек што стекнувам политички поени на нечија смрт, бидејќи имам изгубено ближен од фамилијата.
и предметот беше чуван 5 години, буквално да не речам еден вид убиство на моја внука. Така да не би поентирала никогаш на нечија смрт, но ја оставам таа матрица вие да си ја терате. 7 години чекавте за кривичниот законник, да не бевме пратеничките од ВМРО ДПМН, немаше да се стават мадманите од Истанбулската конвенција и тоа треба да го признаете. Само што сакам да она што го направивте на 8 март со крвавите ракавици, кои што воопшто прво не е ниту коректно, ниту креативен, вие сте си одбрале, јас моje мислење само си кажувам, дека ниту е коректно, ниту е креативен начин, копиравте едно сценарио од соседна држава, барем рацете, ако веќе така сте одлучиле, барем рацете да ги направите, а не ракавици да ставите. Зашто го зборувам ова? Колективна одговорност имаме сите за ова што се случи и што се случува во минатото. Но колективна одговорност имаме и кога праќаме пораки, и затоа ви кажувам дека воопшто не ви беше коректно. Коректно е на протест да се излезе, на марш да се излезе, да се адресираат пораки, па еве, како опозиција и да барате оставки и така натаму, ама не видовме кога се случуваше во време на короната, кога немаше вакцини и клексани за трудници, тогаш да зборувате за да има оставка од ваши министри. Затоа треба малку да сме коректни и не требаат овие случаеви да припаѓаат во политичките битки. Во делот на пријавување, што сум била сведок на група луѓе кои што сме биле сведоци на насилство врз деца, кога реков да се пријави или да се качиме кај соседот за да го помениме што прави и така натаму, поголем дел од групата рекоа ќе станеш мета на жртва. Мислам сега ќе станеш ти потоа мета како жртва зошто пријавуваш и неколку пати имаме. Еднаш па имавме пријавено, потоа брат ми се соочи со закани за претепување, за убиство и така натаму. И друг еден случај што имаше, баш бевме некни на една заедничка конференција, обука, како сакате кажете, сите жени од сите партии, представнички од сите партии, и буквално таму кажа една жена дека незината братучетка била жртва на насилство, таа пријавила и сега таа станува жртва на напади. Во овој момент, покрај сите постапки што се почнати, дополнително истражување на сите минати постапки во МВР, во центрите за социјална работа, отворен предмет од страна јавното обвинителство за да се лоцираат пропустите, јас не би можела да вперам прст кој направил пропуст и каде е превидот направен. Хипотетички, ова се што го кажуваме денеска е хипотетички, се додека не излезат извештаите од сите испрашувања и истраги што се водат по секој ресорно министерство и јавното обвинителство плюс што ќе каже. И мислам дека во овој момент ја не можам да вперам прст во ниту една институција, можам да кажам дека сигурно имало пропусти во секоја Добро, тоа се законските зборови, но конкретно да кажам Центарот за социјални работи е виновен, извинете, но јас не можам да го кажам тоа. Добро. Нити бранам, нити ништо, но и мислам дека Моника фестивали не ви е соодветен збор. Ако бидете малку доблесни и принципиелни, закочани, кој што е ненормално од големи размери трагедијата за цела нација, во колективен шок бевме буквално, и истрагите што се случува и постапките на средување на децата за во странство, рехабилитирање и така натаму, мислам дека со сите можности, мислам дека се направи. Се води и сметам дека не се води. И мислам дека малку треба да пазиме на зборовите со кои што се разврламе. Дефинитивно не се докаже дека добрите закони не се доволна гаранција. Еден по еден, да. Да, ајде. Јас не знам каде ќе отиде оваа дебата ако продолжиме да зборуваме, дали некој се однесува коректно или некој се однесува некоректно, бидејќи граѓаните очигледно од таквите дебати нема да имаат голема корист. Ние сме опозиција и својот револт го изразуваме на начин како што сметаме дека треба да го изразиме. Бевме обвинети дека кога сме биле 7 години на власт не сме реагирале кога имало многу случаеви. Впрочем и вие денеска не сакате да кажете и некете да вперите прст, а зборувате дека ние тоа не сме го правеле 7 години. Многу е некако, не знам како да кажам, несоодветно да кажувате дека сегашната опозиција кога била на власт не реагирала и жените не реагирале и кој да е не реагирал, а сега еве вие не сакате да реагирате, не сакате да кажете дека навистина има пропусти бидејќи фактите се извинувам, јас ви слушав, ако може да. А фактите тоа го покажуваат особено во последниот случај. Јас преска ги наведов колку беа 10 пријави во неколку месеци, мислам дека е несериозно да се каже. Моника спомена
морална одговорност и кривична одговорност е различно. Ние во случај зборуваме за секако за морална одговорност. Кривично кој треба да одговара, ќе одговара. Дека има и во центрите за социјални работи, и во Министерството за внатрешни работи службеници кои што не си ја завршиле својата работа, има, инаку не би имале ваков случај. Бидејќи сите ја слушнавме што се случувало последниот час или два пред да се случи овој трагичен настан, што е многу жално. На неколку локации каде што се случувало насилство, јас не можам да замислам, јас тие неколку дена после настанот се обидов да сватам што било во главата на мајката за да направи такво нешто. Да. Едноставно не можам да замислам. Сите го мислевме тоа. Сите, најверојатно сите. Особено верувам ние жените. Така да мислам дека треба да седнеме сите заедно да поработиме малку. Закон имаме сериозно добар. Тој е донесен во 2021 година. Впрочем, и покрај тоа што дефинираше насилството, тој закон тогаш додефинира и одредени работи. Го дефинираше сериозно насилството врз жената, дефинираше родово базирано насилство врз жените. Потоа има и дополнувања како што се демнењето како кривично дело, женското генитално осакатување како кривично дело. Законите, така, апсолутно. Законите ни се, јас сметам дека ни се регулација напишана, ние не го спориме тоа, него дали се поставува. Не се очигледно е дека не се поставува. Еве овој и законските одредби, тоа е овој закон е донесен 21-та година, че ние имаме добра основа за следење на ваквите случаи и за кривично гонење. Сакам да речам, не разговараме за квалитетот на законските решенија, туку нивната примена закон. Зашто изреагиравте, извинете? Не, кажав дека јас не говорам за третманот и дека станува збор за точно невидена трагедија од невидени размери и третманот и се останато во ред, меѓутоа јас реагирам на начинот на кој што се водат кривичните постапки во Македонија. И дека стравувам дека апсолутно никаква немам одговорност, затоа што нити тогаш, нити сега вашиот закон под кој што се фалевте за жените певе потфрлија, а сега покривте и бришање на одговорноста на функционерите, ниту сега овој го гласав, туку начинот на кој што се води стравам дека е преобемно и дека може да заврши со немање исход како што заврши на време прогнозира адвокатската тела, алармирано обемноста на обвинението. Дали можеме да вклучиме и Билјали во овој дел доколку сака да се вклучи, бидејќи одиме кон првата пауза на реклами? Да, може. Јас мислам дека еден добар чекор е направен, што слушнавме дека за осомничениот или брачниот партнер на веќе жртвата Ивана веќе е во притвор. Од медиумите не слушнавме колкав притвор му е одреден од судијата на претходна постапка. Се надевам дека станува збор за долготраен притвор, 8 до 30 дена. И ова е еден позитивен знак дека некој ќе сноси одговорност, барем тој што е најдиректно одговорен, ќе сноси одговорност и нема да ни се повторува практиката на неказнивост и заборавање на ваквите дела, бидејќи неказнивоста генерира после други случаи или редица случаи од вакви размери или од ваков вид. А што се однесува до државните институции, останувам на ставот дека требало да постапуваат, бидејќи делото не се случи на миг, не се случи под дејство на афект или не знам што, делото е повторено, насилството е повторено веќе 1 или 2 години, како што слушаме, и државните институции да имаат одговорност во тој случај да постапуваат, и не сакам никој ова да го разбере како политички момент или дека политички сакаме да поентираме, бидејќи не станува збор за политика, туку станува збор за човечки животи и потреба од заштита на човечки животи. Добро, Билјали, ви благодараме за уделот во овој прв дел од емисијата од објективни причини, или секако се одјавуваме овде со вас, не остануваме во студиото. Пешевска, го завршуваме овој дел, коментар некој дали има? Повторно се вртиме, се локализираме околу одговорноста за овој случај, но еве повторно ќе ја споменеме и Росица, за која не видовме, значи, експонирање за тоа што се случи со полицајците, каква одговорност понесоа во тој случај, не само полицајците или институциите, непостапување и така натаму. Ако мене лично ме прашате, јас
не знам на тие советувања кога разговараат што точно е кажано, ветено, не знам, се кажуваат од суд дека пред судиите во судница или во соба, не знам кај имале, во канцеларија имале состанок, било се во ред, па надвор излегол, па ќе тепал и така натаму, зашто имаат и докази. Вако од камерите јас се базирам на тоа. Во проценката на ризик најверојатно има пропуст. Заради тоа што ако моје мислење дека ако има 10 пати пријава за насилство, тоа е потенцијално убиство. Моја проценка, ама тоа не знам како го проценуваат во Центарот за социјални работи. Тоа е моје мислење, може како лаик во нивните постапки. Ја го размислувам, ја би сакала да има одговорност буквално за сите, а во делот на одговорност ние сега јавното обвинителство има направено предмет, но буквално сите состојби во судството до сега што покажува ниска доверба од граѓаните, јас стравувам тука дека може да нема исход. А верувате дека за тоа имате огромна одговорност како поранешна власт, што судиите вие си ги биравте, знаете и тоа како. Така да очекувам правда за секој случај што се случил, затоа што на крајот на краиштата, ако не вложуваме во оваа битка, ако не чувствуваме колективна одговорност сите, ние не можеме да се ги заштитиме идните генерации, а тоа се нашите деца и нашите внуци. Сметате дека удел сепак и во овие вакви трагични случаи, но сепак каде што се бара институционална одговорност, удел ќе има и степенот на партизираност на судството? Од овие поголеми судски случаи ги зборуваме, не само овие. Дека има како. До сега покажа дека има. Добро. Ќе направиме овде пауза, прв термин за реклами, па повторно се враќаме со вториот дел на емисијата, малку за бројките и позицијата на жените во политичкиот живот. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Во најавата реков жената во македонското општество и како жртва на насилство, но и на стереотипи. Ајде Шукова со вас. Од делот бројкиве да ги прокоментираме, 12,5% од сегашните министри во влада се министерки, 4,9% ова јас си го направив како математика на локално ниво, градоначалнички. Од 80 плюс град Скопје, само 4 градоначалнички имаме. Добро е што постојат квоти со овие законски решенија за во парламентот, па таму сте застапени над 30%. Бројкиве ги гледаме, јас сакам да ги прашам причините, дали на вистина има вистина во овие стереотипи, се уште присутни, или можеби нема доволно кадар од женскиот род, вака најпросто да кажам, кој може да го регрутираат политичките партии, зборуваме нели за водечки, позначени лидерски позиции и прв некој ешалон во власта. Шукова, Зајкова, па Пешевска. Добро, знаете на што се базира нашата политика, особено во однос на застапеноста на мажите и на жените во политиката. Ние тој го покажавме во последната влада, каде што министрите на СДСМ беа 50% мажи, по 50% жени. Тоа во нашата беше соодносот на владата. Така беше соодносот, не знам дали паметите тогаш од 8, 4 беа министерки, 4 беа министри. Така да ние значи застапеноста, еднаквата застапеност на мажите и жените е во нашите програмски документи. Сега кога зборуваме за собранието, знаеме дека таму има веќе подолг временски, повеќе циклуси веќе имаме, ги имаме квотите. Се обврска со државна изборна комисија и така натаму. Меѓутоа сметам дека можеби еден од факторите е точно стереотипниот фактор, односно и жените многу често и не се охрабруваат, дел од жените, не велам сите. Мислам, ние не би седеле вечерва тука, ако не сме биле храбри и не сме сакале да направиме промени во општеството, па заради тоа и сме се вклучиле во политичкиот живот. Вие сте во тој друг процент, нели, во остатокот за кој го коментираме. Голем дел од жените, јас бидејќи имав шанса годиниве наназад, значи јас покасно влегов во политиката. Меѓутоа, овие години од кога сум во политиката, сум разговарала со многу жени и на вистина кај дел од нив фали храброста. Токму поради стереотипот и токму поради се уште кај голем дел од населението или кај граѓаните размислувањето е дека жената треба да се грижи за семејството и треба повеќе да биде дома, жената треба да ги решава семејните проблеми, а не да ги раскажува надвор. Значи,
Тие стереотипни размислувања се уште не знам дали да кажам традиционално уште ги има во македонското општество, ама Мислите дека се уште тие се причина? Ги има се една од Сега причините, зборуваме за партиципација во политичкиот живот, предпоставуваме, профилираме жена која е едуцирана, нели, која малку поинаку знае од некој просек, нели? Во таа смисла, дали прашувам дали за овие водечки позиции удел има тие традиционални стереотипи? Мислам дека кај храбрите жени тоа нема влијание и токму поради тоа и се повеќе храбри жени има во политиката и на сите позиции. И мислам дека таа пракса ќе продолжи. Меѓутоа јас би сакала да ги охрабрам оние кои што се уште не осеќаат дека имаат храброст, особено жените кои што се на локално ниво. Јас тоа со изборниот процес имав шанса и го видов дека таму навистина фали малку повеќе храброст. Храброст има повеќе жени има повеќе на функциите на национално ниво. На локално ниво мислам дека треба малку повеќе да се работи со жените и малку повеќе да се охрабрат како би влегле во политиката. Ги прокоментираме бројките. Зајкова, вие се најавивте сами како единствена жена лидер на парламентарна партија во моментов. Сега колку е тешко жена лидер во машки свет на лидери на политичките партии? Па добро, предизвикот е многу поголем. Ние сме општество каде што баш нели пред да седнеме тука дебатиравме, ако јас дојдам како моите колеги без шминка и без свенирана коса, утре никој нема да коментира што ние тука со Држински сме разговарале, сме давале предлози, туку сите ќе ни го коментираат изгледот. Генерално иницијативите за жени се готвење, нега, домакинство и како по дефолт да ги ставаме дека нели жените треба да се занимаваат сами со себе, а не треба да се занимаваат со клучните општествени прашања. Јас не се согласувам со аргументот дека ние немаме паметни жени, ние имаме исклучително паметни, способни жени. И не е секогаш храброста. Мислам дека ваквите случаи и низа други кои што ева сега и со социјалните медиуми, оние вербални напади, сајбер напади, некако ги одвраќаат и ги демотивираат, бидејќи на крајот од денот некои се викаат дека најскапоцено нешто им е да го зачуваат мирот. Ако јас ви отворам, јас пред 2 дена пријавив во секторот за електронски криминал, какви пораки добивам и какви голоти, мислам тоа е да му пратите на девојче кое што сака да се занимава со политика, мислам дека веднаш ќе се одврати и ќе рече поубаво е да си го живеам ова што го имам. Така што исклучително е тешко. Иако нели ќе кажат ајде вас во политиката ви е полесно, не, ние сме буквално огледало на се она што се пресликува надоле. Ако кон нас однесуваат така, како да ги охрабриме жените во руралните средини да се активираат. Вишевска. Да, малку завладава, интересни се овие податоци, само 3 жени министерки. Едната е на важна позиција, нели финанси имаме, за енергетика и образование министерката Весна Јановска. Бројката на министерки е мала, бројката на градоначалнички е мала. Но, како човек кој што учествува во кадровите одлуки во партијата, можам слободно да кажам дека и за градоначалнички многу тешко стигнавме до таа бројка. Стигаме до ова стереотипно однесување на жените. Не е дел се стереотипи, дел се да речам реални очекувања. Тие што се да речам што не се од Скопје, велат па многу ќе патувам, детето ќе го оставам и така натаму, и сега секоја жена приоритет си го става семејството и можеби малку повеќе комодитетот зашто го губиш кога се вклучуваш за човек што е активно вклучен во политиката, го губиш цел комодитет и буквално најмалку време имаш да имаш со семејството и е тешко да го амортизираш приватниот живот и жена на политичар. Но стереотипното однесување во целосно во општеството стојат сите овие работи што ги кажа моите колешки, но јас тука ја гледам дефинитивно амбицијата на жените. Не само во политиката и во други области е тешко можеби како жена да просперираш, но ако се нафатиш да работиш, потоа стануваш па добар пример. Посебно ако си жена која што преживуваме цело време ние, не знам, јас демнење преживеав, следење преживеав, вакво политички прогон, но треба да не се откаже за тоа што ти треба да бидеш добар пример прво за твоето семејство, а потоа и за општеството.
Успеале само тие што не се откажале и затоа велам многу е важно да сме вклучени во одлучувачките процеси, да седиме на иста маса со мажите, но не само да седиме како кукли. Затоа што јас сум била сведока што мора да се дебатира и да се адресираат барања. Кога се адресираат барања, нормално дека можеби потешко, ама ќе добиеш. И секогаш постои оној услов за жените, а дали е доволно квалификувана, секогаш има дополнителни прашања и стереотипно и тоа е однесување. Што за мажите као по дефолт им припаѓа позицијата, функцијата, ама кај жените, а има ли доволно квалификации? Ние имаме повеќе учени жени, статистиките тоа го покажуваат во државата, а помалку вклучени на пазарот на трудот. Да, интересно е дека и како број на население половина, мислам дека сме близку распределбата на мажи и на жени. Моето прашање некако секој 8 март си го зборуваме ова и еден мој заклучок опште е дека се додека зборуваме за квоти, значи ние имаме проблем во општеството и без квоти, ако не се можеби тие квоти и тие рамки и за во парламентот состојбата ќе беше поинаква. Потребни ли се некои законски интервенции кога зборуваме за позицијата на жената? Ова ако се анализира можеби малку поинаква ситуацијата е во приватниот сектор, нели, на тие челни водечки позиции. Повеќе има, да. Да, повеќе ги има. Да. Гледав некоја анализа во трудоинтензивните дејности, се нели, како природата на професиите, согласно природата на професиите, но дали ни е потребна некоја законска интервенција за да малку ја смениме сликата и да дојдеме до оној момент дека лидерството, позицијата, вработувањето не е детерминирано ниту од партиски клуч, ниту од родов или како да го кажам клуч, туку од квалитетот и квалификациите. Не, јас не би рекла дека не се потребни законски измени и мене лично многу ми смета што сите не гледаат како бројка. И јас би сакала таквото нешто да се надмине. Мене ми смета што во 21-виот век во Македонија се уште се зборува дека треба да бидеме 50-50. Не треба да бидеме бројка. Шкова, кој да извојува таа битка? Ние треба да работиме, наша. Треба да работиме. Кај кого, кај партиските лидери ли треба тоа треба да се работи на сите нивоа. Ние во политичките партии секако треба да работиме. Имаме ние работиме со жените и со за женски активизам школи кои што се навистина добри, им даваат само доверба на жените и ги охрабруваат да продолжат во политиката. Постојат многу начини. Значи не само ги гледаме и го гледаме и невладиниот сектор и граѓанските организации колку работат на тоа поле. И треба да продолжиме да работиме и да престанеме да зборуваме дека сме само бројка. Не сме бројка, туку сме жени кои што имаат во себе капацитет, квалитет, образование, храброст и да не набројувам што уште не. Да, и да не меѓутоа мораме да станеме, не знам како да кажам, во наводници имуни на сето она што се случува на социјалните мрежи. Секоја една од нас добива непримерни коментари. Еве Моника спомена дека имала случај кој што го пријавила. Секоја една од нас. Тоа се случува можеби периодично, можеби се случува кога ќе се деси некој настан, испровоцирано во наводници се разбира. Апсолутно, да. Мислам дека треба да работиме сите на сите нива. Законски измени не треба. Меѓутоа едноставно треба да продолжиме да веруваме во себе и оние кои што не веруваат да им покажеме на кој начин треба да работат малку на повеќе на својата самодоверба. Да, можеме сите од лично искуство да говориме на оваа тема, еве и јас, дека за разлика например од мажите ние треба повеќе и подолго да се докажеме дека исто можеме квалитетни да бидеме, па можеби во дадени ситуации порационални и попрагматични во носење на некои одлуки. За жалство, оние мерења се уште постојат дека за иста работна позиција жените се помалку платени од мажите и сето ова говори дека се уште, за жал зборуваме нели за стереотипи за кои што мислам дека малку веќе Европа се одлепува. Треба од најрана возраст едукација, не да правиме политика на родовите теми, туку да видиме што се случува во воспитно-образовниот процес, бидејќи ние не може да занемариме дека јас сум 91 и јас кога учев во основно училиште, она што ако вербално те навреди машко или ако проба нешто нели физички, е нормализирање на машкоста. Мислам дека тука сите имаме улога и мислам дека системот на едукација од најрана возраст е клучен и на тоа треба да работиме.
квотите како позитивна дискриминација, јас никогаш не сакам да збориме за жените како бројка, но и таа покажа дека можеби беа потребни во даден момент за да се малце промени сликата, бидејќи свесноста не беше на одредено ниво, иако па во праксата се покажува дека жените и се многу помалце подложни на корупција, дека знаат да седнат, да направат компромис, да дебатираат, побрзо носат одлуки, што за мене е многу решенија и попрактични. Да. Сметам дека само низ процесот на едукација ќе може сето тоа да го промениме и нормално жената да се чувствува безбедна и заштитена. Ако се чувствува безбедна и заштитена во системот, верувајте дека не треба ние со мотивацијски говори да ја охрабруваме да влеземе. Кога збориме безбедна и буквално и метафорички се разбира и безбедна и заштитена и во колективот, и во партијата, или во компанијата, во кај што работи и действува, да. Колку и да ја се согласувам дека за мене квотите се навредливи, што ја не сум бројка и сум еднаква со мажите, но квоти мора да имаме, поради баш стереотипното и поради менталитетот и така натаму. Дефинитивно квотите не се рефлектираат во општеството, затоа што 40% советнички и пратенички не се рефлектираат во предприемништвото, каде што имаме, таму имаме пак 30% и каде имаме повеќе жени во здравство, во образование, во социјала. Профилот на професијата, но сакам да ве потсетам за заклучоците и таму ги донесовме со консензус и тука јас замерив на обуката некни што бевме представнички од сите партии, не знам дали ќе се сети Каја кога реков дека медиумите малку освен ако се случи нешто лошо во собранието, тогаш е буквално неколку дена, може цела недела тема, ама нешто позитивно што сме го донеле, а имаме многу донесено, не толку се става, да речам, фокус на тие теми. Пред 2 години донесовме на клубот на пратенички заклучоци за квоти за во изборниот законник, 40% за влада, 30% за градоначалнички, што ја кажав, моje реално мислење и проценка од она што го гледам како, да речам, дел од кадровата политика во партијата, дека многу тешко ќе го постигнеме, но за бенефит на цела женска заедница нормално ги поддржавме со консензус од сите партии за 50-50 за пратенички и советнички. Тие заклучоци има хронологија претходно, во претходниот пред 3 мандати се собраа околу 97 потписи од сите пратеници и пратенички, буквално за тоа да се стави во изборниот законник. Не го видов светлото на денот, затоа што едноставно нема консензус од партиите. И мислам дека малку треба медиумите малце повеќе и ние да работиме на промоција на овие сите работи што ги имаме постигнато. Уште едно стереотипно однесување, само сакам да укажам, секогаш давам пример, имаме многу стереотипно однесување ние жените. Јас го сватив преку моите деца, најчесто велиме нека ми се живи и здрави децата, па после ние и така натаму, и кога ќе се разболив еднаш малку посериозно, буквално децата беа многу потресени и сватив дека треба прво ја да сум здрава за да моите деца да можам да се грижам и да бидат здрави. Стереотипно и тоа е однесување. Како начин? Затоа што треба да се ставиш во фокус прва, што ретко го правиме како мајки. Да, малку ја движиме емисијата конкретно, морам да ве прашам сите три, ова малку надвор од темата е, бидејќи завршуваме со ова. Цениве околу нафтениве, дали сте возачи, да ве прашам, дали сте загрижени, сега сама денеска имаше пресконференција за мерки. Реакција, да, Влада, па мислам дека имаше соопштенија, утре седница влада најавена, една оптимистичка вест прочитав, денот на берзите завршил со пат на цената на нафтата под $100, веќе најбогатите G7 најавуваат блокирање на тие резерви, како се велат на нафта, и сега како опозиција излеговте со став интервенција во акциза, и во ДДВ, и за храна, и за нафта. Сметаме дека тоа се мерки кои што треба да се применат во вакви ситуации. Јас во студиото дојдов од Карпаш 4, сите бензински станици од Карпаш 4 до овде беа со колони. Се плашат граѓаните, што е најверојатно нормално, иако не би требало да биде така. Резерви има, јас колку што се сеќам од изјавите на представници на владата, има за наредните 2 месеци. Мислам дека иако обично владените резерви треба да бидат државните треба да бидат 3-месечни, ама не се. Цените на сите ни беше јасно дека ќе растат и мислам дека треба да се донесат сериозни мерки за намалување на
за стабилизирање, да речеме, на цените према граѓаните, бидејќи граѓаните се тие финално што плаќаат. Денеска господин Битики имаше една убава анализа кратка направена што ќе донесе овој енергетски удар, да речеме, бидејќи цените на нафтата како ќе се зголемат, така ќе се зголемат цените секаде, и во мала продажба, и на услугите, неминовно е, мислам, најголем дел од компаниите зависат од цената на горивото. Така да, точно, да, денеска побаравме намалување на ДДВ-то од 18 на 5% и намалување на акцизата за 4 денари. Вакви мерки се носат во време на вакви кризни состојби и мислам дека власта треба да ги земе овие мерки во предвид и дека треба да ги примени. Добро, Зајкова. Па добро, ова не беше нешто што е неочекувано, мислам, да, се зборува со денови се знаеше да. со оглед на се што се случува на Блискиот Исток, така што затоа и предложивме итно владата да се состане и да донесе одредени мерки, бидејќи земјите од регионот, чинам дека Хрватска и Црна Гора имаше сабајла соопштение, веќе превземаат итни мерки, како намалување на акцизата за увоз на горивата, субвенционирање на цената. Во Хрватска и замрзнување на цените на горивата. Така, да. Така што чекам дека и нашата влада треба да превземе брзи мерки, затоа што она што го гледаме на бензинските, мене ме потсеќа како ние да влегуваме во директна состојба на војна или некаква вонредна состојба, и тука треба веднаш да се интервенира, можеби уште денес, а не да се чека да помине време. Да, беше ова, како да го кажеме, во наводници пресметан ризик, очекувана состојба, но надежите се да трае што пократко за да можеме да се извлечеме од оваа закана нова за енергетска криза. Пешевски ве кажав утре, владата не е исклучено дека намаса ќе има некои размислувања околу можни мерки, тоа впрочем го најави и премиерот. Имаше изјава, мислам, викендов или завршетокот на минатата недела, дека нафта има, нема потреба од паничење, но народот реагира, нели, инстинктивно во такви ситуации. Видете се, колатералната штета без ние директна војна нормално дека ќе немаме, колатералната штета од ценовните шокови се очекува. Така да владата сигурно ќе превземе мерки уште утре. Да видиме што ќе се случува на таа седница на влада, патем имаме и седница и во собранието. Има план за средување на состојбата и амортизирање, и мислам нормално е сега инстинктивно да реагираат граѓаните, нормално се чувствуваат загрижени, но имаме стабилна влада која што ги превзема сите чекори потребни, така да оставиме да сработат институциите. Да, ќе видиме утре, како што кажав, ќе има владина седница, веројатни се мерки, бидов в Хрватска, прочитав дека да ги замрзнала цените, да ги замрзнала цените, да, ние во количини не прочитав дека има дефицит но во цените е интервенирано. Некои велат дека имаме проблеми со набавка, странци кои влегуваат кај нас, купуваат гориво во погранични места и тоа создава дефицит, но секако ќе видиме реакцијата утре ако ете и нешто се стави на дневен ред на седница на влада. Оде завршува 24 анализа. Пешевска, Зајкова, Шукова, ви благодарам, се разбира, благодарам и на Арта Билјали Зенделио Дуи, што беше дел од 24 анализа во првиот дел. Ви благодарам на сите три, посакувам да имаме успешна битка на тие похрабрите, како вели Шукова. Храброст треба за тие битки и навистина можеби треба храброст. Да, битката не треба да застане, впрочем тоа го покажа и протестот вчера за денот на 8 март. Ние знаете дека нашиот традиционален 8 мартовски марш го откажавме во последен момент, да сметавме дека треба да бидеме пред се граѓани и да го поддржиме протестот на тој начин, без партиски обележја, без говори, без ништо. Само не соодветно беше тепаш да се појави на жена там, или може како не слушам? Се опаметил. Несоодветно беше тепач на жена да се појави там. Тепач на жена се појавил на протестот. Не знам за кого зборуваме. Како не знаете, слика имаат. Ај ќе ви кажем после емисија. Добро. Зошто после емисија ако има слика, ја не знам за кого зборуваме. Па несоодветно е Сафрчовски и таму и Филипче да се појават. Па добро, имавме нормализирање на пратеник кој што фрли женам од балкон, па еве денеска повторно врши функција, така што да не навлагаме сега во тие, може да збориме за конкретни мерки или
предлози што можат да Со доведат Филџан до Фрлак во превенција. нас собрание па не Не, реагирате, многу сега не ќе да завршуваме емисијата Да. така на вистина. Многу случаеви има, секогаш, мислам, имало и во НАТО-то, јас се надам дека ќе има што помалку во иднината, се во интерес нели на сите нас. Меѓутоа сметам дека навистина редно време е да почнеме да гледаме малку подалеку од ваквите случаеви кои што не се добри ни за едната, ни за другата страна, а најмалку се добри за граѓаните. И да седнеме малку да заеднички, впрочем, сите оние документи кои што се носат и во собрание, и во прво на влада, потоа и во собрание, кои што се во интерес на граѓаните, конечно да седнеме заеднички да ги носиме, затоа што, како да речеме, стратегијата за родова еднаквост, која што не ја поддржате во собранието, ама има сет добри мерки кои што треба да се спроведат, треба да се спроведат за да можеме доволно и немојте вака да настапувате на крај. Не сте доволно брифирани и многу ми е жал што не сте информирани. Значи, законите и што не сте биле дел од собранието. Споменав само како еден од документите. За напредување на женските права се со консензус донесени колку пати неколку ни била тешка Законот, дебата. не зборам за закон. Ќе ве молам за националната стратегијата. стратегија на 16-ти, сега овој месец ќе има јавна расправа за насилство. Ќе ве молам, значи се носи нова стратегија и немојте да Јас само би тоа апелирала Ајде. да сите кои што имаат некоја пријателка, суседка која што знаат дека е жртва можеби на вербално насилство, кој лесно може да преде и во физичко насилство, да го пријават тоа, затоа што донесовме закони каде што на вистина надлежните треба да постапуваат по службена должност и да ја заштитат. Да, јас би апелирала на тие пријави, соодветните институции да реагираат. Јас се надевам дека ќе се поправат состојбите баш со оваа тема. Пешевска, Зајкова, Шукова, благодарам. Благодари мене. 24 анализа заврши, останете со нас, следуваат вечерните вести, пријатно.